Речиси 2 години, како не се исполнети барањата на синдикатот на контролори на летање, кои беа прифатени од раководството на МНАВ, вели за Телма првиот синдикалец Александар Тасевски. Неисполнетите барања беа причина за најавениот штрајк на контролата на летање, кој со одлука на управниот суд беше стопиран. И додека се разгледува синдикалната жалба поднесена до Вишиот управен суд за штрајкот, барањата и натаму не се исполнуваат. Има барања, да кажеме, од делот кои се засегнати работењето во нетните смени. Има барања кои се за подобрување на работните услови во работните простори. Има барања кои што ги одредува, делот на функционална анализа која што треба да биде направена за да се добие точна слика на тоа каков кадар, кои служби се потребни и од каков профил треба да бидат тие луѓе што би биле вработувани, за да може врз основа таа анализа да се изготви систематизација која што за по сите тие поводи кои што беа подпишани требаше да биде веќе на сила од 1 јануар 2024 година, ние сме веќе крај на 25-та, значи се доцни со неа скоро 2 години. Дефинитивно директорите која да е гарнитура очигледно дека нема таква желба, бидејќи на таков начин би се затвориле вратите за вработување на кадри кои што немаме потреба или не се оперативни кадри кои што ги бараме, него ќе покажат оние бројки кои што ние стоиме дека фалат контролори на летање и фалат инженери кои што они не сакаат да ги вработат, пошто веројатно не може таков кадар да фингира да го наместат, баш да биде од нивните. МНАВ пак вчера, преку соопштение, тврдеше дека синдикатот признал дека организира незаконски штрајк поради неисполнетите барања од пред речиси 2 години. МНАВ директно го обвини Тасевски за лично политиканство и дека со својата синдикална активност тој свесно ја загрозува и внесува несигурност во секторот авиосообраќај и свесно го руши угледот на МНАВ и на државата во целост. Тасевски и синдикатот негираа. Очигледно е дека беше спинувано и тенденциозно со сосема погрешна и формулација и со погрешно исказани работи, само се направи штета, веројатно, и на нашите синдикати да целата јавност се доведе во забуна. Ние го демонтиравме истото. Од МНАВ смета дека штрајкот смее да го организира независниот синдикат во кој членува ССКЛ, а не подружницата на контролорите на летање.